Значи не му давај ракија пред да почне да работи, да не се расправаме. Добро бе, доброш, ево го иде. Добар ден. О, добар ден, мајсторе. Ајде газда, брзо кажувај што имаш да работа, треба да идам на уште 2 места. Ги лажам 2 недели луѓето. Не сум газда ја, еве сега ќе го викнам газдата. Сонце, ај ако сакаш малку дојде мајсторот да му кажеш што сакаш со дидовите. Вака, значи сакам нивната да ја освежиме со некоја боја, за да изгледа поголема, ама да не ги поместуваме зидовите. Да ги лажеме зидовите, да се нашалам. Знаете, значи, да изгледа скапо, ама пак да биде ефтин материјалот, ако може. Да, може, ја ве разбирам. Еве, примери, јас, знаете колку стручно ќе ви зборам, а работам скоро за ич пари. 5 евра за квадрат. И тоа што сакав да ве прашам, дали многу прљате дури работите? Знаете зашто? Бидејќи моите ве препорача и ако вие направите лом и тука, биде хаос, јас ќе го јадам и моите нема да чинат. Секако дека познам да не се фалам, ама невиден работник сум. И дали, например, може да завршите до утре, ама да не брзате? Како да не, само да земам материјалот, ќе дојдам вчера и таман ќе завршиме. Супер! Ники, ај не дреми, ставимо на човекот по една ракија и јас капар да спремам. Ама, да почнеме прво со работа? Значи, не биди некултурен, срамота е оди стави по една ракија. Ајде.